Здраво Македонијо! Четврточен краток вовед пред мастер-класот на Бране Светозаревич кој ќе следи многу наскоро. Започнуваме со зборовите на понтифот Франциск, Франческо, Френсис, Фрањо или како и да го нарекувате, аргентинецот Хорхе Берголио, кој повеќе од 12 години ја водеше Римокатоличката црква како неизин 266 папа. Франциск се одјави на 21 април годинава, а пред неколку години беше во посета и на Македонија и на Бугарија. Имаше тогаш теоретичари кои тврдеа дека папата доаѓа за да ја одоброволи јавноста околу промената на името, кој патем веќе беше сменето во парламентот и објавено во службен весник долго пред неговата посета. Не и се, плюс бројноста на католиците во Македонија баш и не е голема за да направи такво силно влијание, а дополнително пак православната црква е предводена од Вселенскиот патриарх Вартоломеј, кој е грк и кој има специфично мислење во поглед на името на Македонската православна црква. Но, налет, дел од народот секогаш ќе си има свое собствено мислење кое не мора да се базира на факти. Туку, например, мислењето за Франциск да му е определено поради нешто што го направил 178-миот папа и така натака. Не би многу за тоа, но би за нешто друго. Во рамки на посетата имаше и една кратка прилика новинари да поставуваат прашања до папата, па така поради специфичната траекторија, споради таа рута која ја имаше. Новинарката Билјана Жеревска од Македонската радиотелевизија му постави прашање токму за посетата на двете земји, Македонија и Бугарија. И папата Франциск даде интересен одговор. We feel honored by your visit. What is interesting for us is to hear from you what is your greatest impression from these two countries. What touched you most? Was it a person, an object, an atmosphere? What do you remember of these two countries when you go to Holy See? Sono due nazioni totalmente diverse. La Bulgaria, una nazione di una tradizione da secoli. La Macedonia pure ha una tradizione da secoli, ma non come paese, come popolo, che è riuscito ultimamente a costituirsi come nazione. È una bella lotta. Per noi cristiani la Macedonia è un simbolo dell'entrata del cristianesimo nella Chiesa, nell'Occidente. Il cristianesimo è entrato in Occidente tramite voi? Quel macedone che è apparso a Paolo in sogni, vieni da noi, lui se ne andava per l'Asia. È un mistero quella chiamata. E il popolo macedone è fiero di quello. Non perde opportunità di dirci il cristianesimo è entrato in Europa per noi, per la nostra porta, perché Paolo è stato chiamato da un macedone. La Bulgaria ha dovuto lottare tanto per la sua identità come nazione. Solo fatto che nel 1823 più o meno sono morti 200.000 soldati russi per riprendere l'indipendenza dalla mano dei turchi. Pensiamo cosa si dice, significa 200.000. Tante lotte per l'indipendenza, tanto sangue, tanta mistica per trovare la consolidazione dell'identità. La Macedonia aveva l'identità e adesso è arrivata a consolidarla come popolo, anche con piccoli e grandi problemi come il nome, queste cose che tutti sappiamo. Два различни народи. Бугарија го зацврстувала својот идентитет со помош на 200.000 загинати руси да ја ослободат од турците. Македонците си имали идентитет, но не и држава. Ама христијанството на Западот дошло преку Македонија.
што е запишано и во Библијата. Зборови кои сигурно не им се допаднале на мнозина дунстери на нашиот најблизок исток, но што да правиме? Не сме ние криви што фактите не им одговараат на некои луѓе. Среќа Библијата не е дел од договорот за добрососедство, па да може да се менува по препораките на Историската комисија. А ни зборовите на папата тешко може да ги ревидира Жоро од Стара Загора или Мариета од Пловдив. Нема ни зошто, на вистина. Не е греф да имаме ете и постар идентитет, ниту пак тие да имаат подолготрајна државност. Но греф е она што ни го прават дел од политичките чинители, политичките елити таму едно 150 на години наназад. Не го признаваат нашиот идентитет, бидејќи дел од современата нивна државност, изборена токму со помош на тие 100.000 жртви во руско-турските војни, ја темела таа државност и на желбата за територијална експанзија во Македонија. Животиште. А сега да направам и јас еден голем греф. После папата да ви го пуштам и ставот на Владимир Путин за писменоста и нејзиното ширење. Уште еден момент оспоруван од нашите најдраги соседи. Честитки пристигнали од руската амбасада. Денеска во Русија е свечен ден, денот на словенската писменост, а писменоста дојде кај нас токму од македонската земја. Се вели во објавата на Твитер од руската амбасада која ја пренесува изјавата од Путин. Сегодня в России торжественный день, день славянской письменности, а письменность пришла к нам как раз в македонской земле. Ете, сакале ние или не, а не се прашуваме, бидејќи секоја земја сама си ги бира своите лидери, оној кој ја предводи Русија, наследничката на Руското царство, кое помогнало, според папата, нели, во зацврстувањето на идентитетот на источниве соседи, на 24 мај пред 8 години, за време на посетата на председателот Ѓорги Иванов на Москва, рече дека писменоста кај нив дошла од македонската земја. И пак да кажам, животиште. Не сме ние криви што е тоа така. Имаше од Бугарија еден од многуте премиери последниве години кој зема да тврди дека Русија постоела благодарение на Бугарија, а не обратно. Но после војната која Путин ја почна во Украина и оттргнувањето од зависноста од рускиот газ, некои прозападни, условно кажано, бугарски политичари започнаа да зборуваат се нешто, да покажуваат мускули. Само 60 на години после плановите и обидите токму Бугарија да стане една од советските републики, откако пак 20 на години претходно пред да пробуваат да станат дел од Советскиот сојуз, како поразени со работници на фашистите и нацистите, кратко време постоеше еден обид идеја да станат дел и од Југословенската федерација во која Пирин ке се припои кон Вардар. Ова чисто како подсетување на специфичните односи на Балканите во кои и реториката и историјата се менуваат зависно од потребите, но фактите остануваат и такви ке се и за 1000 години од денес. Писменоста на истокот дошла од македонската земја. Христијанството на западот влегува преку Македонија. Сега, за да ги нивелирам русофобните, подсетувам и на односот кон името и територијата Македонија, кој ги има и најзападните, американците, кажани од човекот кој и ја призна Македонија под уставно име во име на Америка, Џорџ Буш, пред самитот во Букурешт. Tomorrow, NATO will make an historic decision on the admission of 3 Balkan nations, Croatia, Albania, and Macedonia. Овој период го помниме како период на почит кон светото име Македонија. И ова е факт. И ова не може да го бришат ни јужните денешни газди на Беломорието, ни источните денешни газди на Пиринот, како што не може да ја променат Библијата и светската историја. Иако има теории според кои се е бугарско или се е грчко, како што има и теории дека се е македонско, па дури и навако индијанците говореле на македонски и целиот свет потекнува од Македонија. Не потекнува. Не потекнува ни христијанството од Македонија, ама да влегува на запад преку Македонија. Според Библијата, словенската писменост е дело на луѓе од македонската земја. И името Македонија овде постои повеќе од 3000 години. Се друго е чанче муабет и политички фрази кои имаат политички интереси позади нив. Смртта на папата беше повод да се вратат во јавноста неговите зборови, па и тие ме поттикнаа да ги пуштам и да ги има за секогаш и во архивата на вечерното шоу. А после нив
Природно беше да слушнеме, да се подсетиме што пак мисли Истокот за Македонија. Како и да се подсетиме на односот на светската сила број 1 за името Македонија. Пред навласт кај нас да дојдат шибицарите и трговците со пипер и патлиџан, кои денес бекријаат по Дубаи, а ние се уште се објаснуваме со неразбраните дебелоглави ајвани. Но, овој вовете наменски, бидејќи вечерва, следи уште еден мастер-клас, посветен на уште еден идентитетски столб, кој ни е негиран од таквите, пред малку што ги спомнав, а тоа е јазикот. И за тоа, големиот всемакедонски професор Бране Светозаревич има и тоа како што да ни каже и покаже. Следи уште една многу интересна емисија. Тоа веќе сигурно го знаете. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, првомајско празнично издание, продолжува со разговорот во студио, а како што доликува на празници треба да се дружиме со великани на научната мисла овој пат и вечерва со нешто старо-ново, ке не изненади професор доктор Бране Светозаревич, бидејќи е професор во вистинска смисла на зборот, на катедрата на телевизија Алфа, во како да го наречеме, универзитетот вечерно шоу. Да не е сега ептен универзитетот Богдан Илиевски. Така само еден, за жал, покоен по себе си крстуваше факултет и дури беше жив. Добро вечер, Бране, добре дојде. Добра вечер. Благодарам што уште една можност даваш на науката. Тоа е нешто што се резултати, нели, овие 23 емисии презентиравме резултати, односно се она што македонската историска наука и филолошка наука ни го донела во претходните 80 години, но и многу новитети, така интересни, специјалитети за гледачите, па и ова вечер се одлучив за една многу интересна тема која Посластица некоја ќе има, не е вака работена и истражувана, а јас како историчар и архивист, систематизирајќи ги, нели, сите извори кои се однесуваат на името македонци, неминовно дојдов и до некои други, читајќи илјадници документи, нели, некои други сознанија, така што направив една систематизација на многу интересна тема за која се консултирав со професори од филолошкиот факултет и од Институт за македонски јазик, која не е воопшто онака спорадично нешто е споменувано, но сега овде имаме еден континуитет на терминот македонски јазик, кој се среќава во објавената литература во Европа од почнувајќи, значи, 16, 17, 18 и 19 век. Значи, не зборуваме за словенски јазик од Македонија, не за илирски, туку таму пишува македонски јазик. Откако почнале книги малтене да се печатат, откако почнале да се печатат книгите, без претензии да нешто тука докажуваме, но е предизвик сега за нашата наука, понатаму и филолошка, да го објасни овој феномен. Кој што во суштина и не е феномен, ако ја знаеме етногенезата и ако знаеме од кога се среќава тука засебниот народ зборуваме македонски, за феномен како термин кој се среќава експлицитно, баш така, и за кој ќе треба да се дадат објаснување, инаку тој е апсолутно поврзан со нашата територија, со таму во документите, значи со Македонија и со народ македонци. И плюс имаме примери на
реченици, зборови, изрази кои докажуваат дека без дилеми се работи за јазикот на нашите предци. Ќе прочитаме нешто од ќе прочитаме неколку века, од тие што- работи и ќе прикажеме Па баш некои се радувам. факсимили и мислам дека ќе биде многу интересно за гледачите. Ете, првомајската вечер идеално да ја поминете со мене и со Бране, со оние негови откритија и систематизирани наоди кои што уште еднаш, бидејќи иако малце сега се стиша работата, бидејќи на смена на чело на државата дојда малце поербап луѓе кои што водат сметка и не стрепиме сите од можни предавства за првиот агол, но нашата работа е ние да продолжиме да ја храниме јавноста со вистината и да ја облагородуваш науката со откритијата, како што сватив, нели, и покрај нели, си се консултирал со луѓе од Филолошкиот факултет, од Да. Институтот за македонски јазик, кој што сега ќе им фрлиш ракавици, еден преизвик ќе им направиш, да научно влезат во Тоа е експликација интересно на... и за нив. Ми потврдија дека не е нешто, не се среќава такво нешто во литературата, па еве можност и тоа да се објасни. Инаку, за почеток предлагам страничка и еден пасус плюс вовет да дадеме Добро. за тоа што филолозите до сега го утврдиле не само во нашата држава, туку и во светот, она што е општо прифатено, се За разбира значењето на јазикот. за јазикот, овој кој ние го зборуваме, потеклото негово, и тоа е една општо прифатена, да речам, теза за тој јазик. Тие се веќе утврдени. Да започнеме со часот. Да, да почнеме, а после ќе полека влегуваме во темата на насловот. Добро, насловот е терминот македонски јазик во европските печатени изданија од 16 до 19 век. Нормално нема да бидат најстрекни од емисијата оние кои што тврдат дека македонски јазик не постои, тој е измислен, вештарски, тој е дијалект на бугарскиот и така натака, но не е наша работа да ги задоволуваме сите, туку само оние кои се љубители на вистината. Така е, почнам нас со не е воветот. лесно затоа што науката ни кажува кои се корените. Тоа да правиме се, тоа е. Сожалјавам. да започнем Да, може. повели. Добро, благодарам. Асистентот Илиевски ќе го даде воведот во ова предавање. Фала многу режија. Вели вака твојот вовед, Бране: филолозите се согласуваат дека простирањето на јазиците не е исто со границите на државите. Така е. Напротив, јазичните граници се сосема различни од државните. И не само тоа, хронолошкиот континуум на развој на јазиците исто така е различен од хронолошкиот континуум на државите. Во поголемиот број на случаи, јазиците имаат подолга историја од државите. Исто така, филолозите генерално се согласуваат за општиот развој на современите словенски јазици, дека потекнуваат од една општо словенска матрица, од која што во периодот од неколку века се развиле различни јазични редакции на одделните словенски јазици. Тие јазични редакции произлегле од живите народни говори, односно наречи или дијалекти, распространети на териториите на кои што живееле словенските и словенизираните народи од Солун на југ до Москва на север. Исто така во филологијата и славистиката општо прифатени се тезите дека според сочуваните средновековни ракописи можат да се препознаат прво старословенски јазик како приопштена форма од сите словенски јазици и кој се потпира на Кирило-Методиевата основа на говорите во Македонија од Солунскиот регион. И како второ, црковно-словенскиот јазик кој од заедничкиот идиом на старословенскиот јазик низ вековите добива своји специфични форми, чии што разлики се зголемувале од различните социјални, религиски, се мисли на шизмата на христијанската вера, културни, западноевропски наспрема источноевропски влијанија и контактни околности, кои на крајот ги создаваат така наречените редакции на црковно-словенските јазици: македонска, бугарска, српска, руска и други. Во последната фаза започнува оформувањето на одделните етнолингвистички стандарди, кои настапуваат многу подоцна, а нивната кодификација се случува во текот на 19-тиот па и 20-тиот век. Развојот на старословенскиот и црковнословенскиот јазик
на територијата на Македонија. Го следиме низ ракописите напишани од две азбуки, глаголицата и кирилицата. Глаголицата, која била создадена во 862-863 година, преовладува од 9 до 11 век, но била во употреба и во 12, кога постепено се потиснувала од старословенската кирилица, а потоа од латиницата, а некогаш и од грчкиот алфавет. Живата народна реч постепено вршела влијание со своји специфики од различните словенски говорни подрачја и довело до мешање на различните јазични идиоми. Во Македонија тоа го согледуваме од специфичните идиоми во дамаскините од 16 до 19 век, кога всушност се создавал постепениот премин за создавање книжевна норма врз народна основа. Всушност, во 16 век, со преводот од грчки на македонски, на словата од зборникот Сокровиште на Дамаскин студит и со развитокот на така наречената дамаскинарска книжевност во Македонија, се добива еден поевидентен израз на народниот јазик во литературата. Ако ми дозволиш овде малку објаснување, чувствувам дека треба да им се објасни малку овде на гледачите. Значи, во 16 век имаме паралелно се случува, нели, оној хуманизам на запад, каде што оние латински текстови црковни се многу далечни од обичниот јазик на обичните луѓе. И таму исто така се појавуваат автори кои почнуваат тие текстови да ги преведуваат на јазиците. Сега истото овде паралелно се случило со Дамаскин студит. Тој е солунјанин кој ги преведувал овие фактички од старото, од црковните книги преведувал на грчки народен јазик. Добро. Меѓутоа, паралелно со него, 1570 година, веќе митрополитот на Пелагониската митрополија во составот на Охридската архиепископија, Григори, веќе ги преведува на словенски јазик. Ама словенски народен јазик. Сега, таквите ракописи, каде што веќе, затоа што настанала голема бездна меѓу црковно словенскиот и народните јазици, станувале неразбирливи за обичните луѓе, наеднаш појавата на ваквите така наречени дамаскини, по овој Дамаскин, во 16, 17 и 18 век стануваат многу интересни за читателите, затоа што имаме народен јазик. И тука во тие дамаскини го препознаваме јазикот на нашите предци. Значи, речиси паралелно се случува она што е на запад и благодарејќи на Дамаскин и на Григори кој ги превел на словенски локален јазик и други низа. Во цели 3 века имаме, ама напишано со грчко писмо, меѓутоа на словенски јазик. Едве чекам да значи, читаме гледаш како нешто, тоа постапно се создава она што денеска го имаме како крајен резултат македонски литературен јазик, тој има најдлабоки корени. И без оглед на кое писмо е запишан. Без оглед на кое писмо е запишан. И со грчко писмо запишан народен говор македонски, така? Така е. Но е од непроценливо значење, затоа што тука веќе филолозите и лингвистите го препознаваат јазикот и она што била редакција прво во црковнословенските ракописи, сега овде во дамаскините ги гледаме помасовно и со помасовна употреба на зборови локални. Одиме понатаму. Да продолжам со воведот, така? Па уште овој пасус е вовед, после влегуваме полека во темата. Ова според тоа? Да. Така, добро. Значи, според ова, и современиот македонски јазик се оформува многу порано од современата македонска држава. Да, има логика тезата, нели? Кога содржавноста добива и своја стандардизирана форма. Таков е и случајот со поголемиот број литературни јазици во Европа. На Балканот, литературните форми на словенските јазици или нивното маркирање се појавуваат за прв пат во 19 век со појавата на првите држави.
Новиот век, кој траел од почетокот на 15 век до почетокот на 20 век, бил период во кој што Македонија била во рамките на Османлиското царство. Во тој нов век за Европа е време на големите светски географски и научни откритија. Век во кој се појавува хуманизмот и ренесансата, век во кој се појави печатениот збор, век во кој се појави индустриализацијата, капитализмот, модерните нации, колониализмот, блоковските подоби на светот и така натака и така натака. Но во новиот век хуманистите и историчарите повторно се навратиле на вредностите на антиката и тогаш повторно ја откривале Македонија и македонците, но сега не само во антиката, туку ги откриваат Македонија и македонците и во нивното современие. Се поставува прашањето како? Бројните патеписци, истражувачи, воени известувачи, католички мисионери и авантуристи објавуваат книги дека во рамките на Османлиската империја на Балканот постојат старите народи со славна историја и со робска актуелност. Нашите предци од тие векови ги следиме низ споменатите записи и во Македонија, но и низ Европа, а од 19-тиот век и во Северна и Јужна Америка. Вау! Дигитализацијата на библиотечните и архивските единици ни откриваат дека токму тие писатели го слушале и запишувале говорот на македонците во 16-тиот, 17-тиот и 18-тиот век. Токму тие материјали ни откриваат дека секаде, каде што македонецот се иселувал во тие тешки времиња, низ светот го носел со себе македонското име. Македонскиот народен јазик запишан во латински, старогрчки и црковнословенски печатени изданија од тој период. Е истиот или сличниот говор кој денес повеќе или помалку е присутен во современиот македонски литературен јазик. Тие записи всушност представуваат непобитни докази за понатамошниот развој на македонскиот народен говор и писменост, наследени уште од средновековието, па до создавањето на македонскиот современ литературен јазик. Појавата на Јаков од Камена река од 1566 година, кој во неговата книга меѓу другото запишал: "Излегов од Македонија, татковината моја, и влегов во западните земји, близу до Стариот Рим, во град Венеција, и таму ги најдов старите печатни калапи на војводата Божидар кај сина му Винченцо, од многу време неупотребувани, и почнав да ги печатам овие мали книги." Само ја потенцира тенденцијата за употребата на народниот јазик во литературните печатени изданија. Ете го Јаков од Камена река ни е навистина еден одличен пример како еден свештеник од денешна македонска Каменица заминал во Венеција и ја искористил првата можност во печатницата на Божидар. Тој е фактички војводата Божидар, Црногорец, и таму имал печатница на кирилично писмо и навистина направил нешто неверојатно. Освен говорот, тој кажал дека неговото отечество, неговата татковина е Македонија. Значи, свесноста на тоа дека припаѓа на една земја е многу силна и таа таму одекнува многу посилно затоа што Македонија е во секоја Библија. Значи, секој знаел за неја, така што ние фактички тоа маркирање на Македонија и македонец, затоа нели читавме многу примери каде што додаваат на своето име македонец. Да. Не било тоа случајно. Од една страна ги имаме книгите за Александар и Филип, од друга страна Библијата, така што тоа навистина им помагало во тоа време. За тоа било и обичај, и ден денеска имаш принцот од Велс, нели се представуваат од каде се, така со гордост тоа го правили нашите македонци. Одиме понатаму. Да. Без оглед на утврдениот факт дека литературното етномаркирање започнува во 19-тиот век, во оваа прилика презентираме некои печатени изданија во Европа уште од крајот на 15-ти век па се до 19-тиот век, во кои се споменува македонскиот јазик, не навлегувајќи во разјаснувањето на овие печатени записи. Ние во оваа прилика ги евидентираме хронолошки непобитните факти за споменувањето на терминот македонскиот јазик во литературата во споменатите векови. И тоа ексклузивно во емисијата на Богдан. Професор Светозаревич, асистентот Илиевски презентираат ексклузива. Заеднички карактеристики за спомнувањето на македонскиот јазик
во овој период е тоа што во изворите се поврзува со земјата Македонија, која била во склоп на Османлиското царство. И тој македонски јазик се поврзува со народ кој во изворите го нарекуваат како македонци, нормално. Во следните редови прикажани се хронолошки следните печатени изданија. Овде само една блиц забелешка моја, во суштина. Докажувањето на, односно утврдувањето на постојање на засебен македонски јазик значи дека постои македонски народ, кој што го говори тој македонски јазик. Токму затоа јазикот ни е негиран од оние соседи кои што сакаат да го негираат нашето постоење. Тоа не беше случај во грчката верзија, бидејќи ти има други тези и теории за јазикот, но за тоа друг пат. И биди сигурен дека се уште се кријат многу важни документи околу ова прашање, но пред нас е времето ќе ни даде можности да ги откриеме тие работи. Одиме. Во 1499 година во книгата Vocabularium Ecclesiasticum, црковен речник, од Родриго Фернандес де Сантанела, шпански писател, се споменува лингва македоника, односно македонскиот јазик. Ево го Родриго Фернандес де Сантанела, ево е неговата... Сантаела, пардон, ево е неговата книга. Тоа е насловната страница од неговата реиздадена книга од 1555 година, но првото издание е од 1499 година. Значи, крајот на 15 век. Тоа е најраниот ракопис, односно не ракопис, теко печатено издание во кој се спомнува македонскиот јазик, па да видиме како изгледа тоа во текстот. Одлично. Во вториот ред, потенцирај. Macedonic. Тоа е тоа. Ево го, прекрасно. На 366 страница од книгата на Сантаела се споменува лингва македоника, односно македонски јазик. 1499 година. Горниот напис на авторот Сантаела е најстариот кој зборува за постоење на македонски јазик во новиот век, за кој ние успеавме да дознаеме во овој период. Не е јасно дали се мисли на античкиот јазик на македонците или на современиот јазик од времето на авторот. Без оглед на тоа дали Сантаела мисли на античкиот или современиот, значењето на овој извор не се намалува со оглед на тоа што и за двата периоди јазикот наречен македонски се оспорува пред се од грчките и бугарските научници, она што го спомнавме пред малце. Но почетокот на 16-тиот век ни носи и нови сознанија кои ја дополнуваат сликата за јазикот на македонското население. Ракописот број C152 што се чува во Ватиканската библиотека криел во себе драгоцени податоци на зборови и изрази за македонскиот говор и народни песни од село Богаско во Костурската околија. Тие записи и песни сочувани до денес, за да се откријат пред светот како македонски народен говор, чекаа повеќе од 4 века, односно до 1958 година, кога познатите светски лингвисти, универзитетски професори Чиро Ѓанели од Рим и Андре Вајан од Париз ке докажат дека станува збор за македонски јазик што го зборуваат современите македонци. Авторите овој ракопис го нарекле македонски лексикон. Вајан за ова откритие во книгата го запишал и ова. Македонскиот лексикон, откриен и објавен од Ѓанели, е значаен во однос на неговиот датум и доволно изобилен за да бара посебна студија. Сведок на една дијалектна група на југозападниот македонски јазик. Овој македонски јазик од 16-тиот век е многу сличен со современиот македонски, но овој лексикон зачувал значителен број антички карактеристики и помага да се разјасни еволуцијата на македонскиот јазик и на еден од неговите дијалекти. Инаку, Вајан не е само реномиран лингвист, туку и човек кој за време на Првата светска војна со француската војска престојувал во Македонија, речиси цели 2 години. За неговите трудови за македонскиот јазик, кои потекнуваат уште од периодот на Првата светска војна и по неа назначен е за почесен член на МАНУ во 1969 година. Значи, ова е познато на науката одамна. Да. Стана и сега вирално со деновиве. Меѓутоа, нам ни е потребно, затоа што после од точно тој период, од тие години, наоѓаме во друг извор спомнување на македонски јазик. Сега да видиме ова што е во Ватикан C152, така? Да. Еве дел од песна која се пеела во Костурско пред речиси 500 години. Тако ти Бога, девојко, как те зовет на име.
О, душколе, жив ти очи, ходи овмо, зарви ме. Твоето ти целвање ти се молам, дарви ме. Што си лепа, што си бела, што те љубам, девојко. Ела моја паригоре, да те целвам в устата, како ово што ме мирисет, што то роди крушата. Тако ти виш него Бога, не ми везми душата, што си лепа. До кога срденце моја, скривом да се љубиме, со страхови преголеми, дънови да се љубиме. И тогаш имале мака луѓе. Да. Љубовни. Види, исти период се и Ромео и Јулија во Верона, така Меѓутоа, еден може да се прекрасен нашите Ромео и Јулија. Еден прекрасен јазик, прекрасна песна, од 500 години стара. Да, 500 години стара и навистина е нешто фантастично. Додиме понатаму. Овие љубовни стихови, запишани пред половина милениум, не само што го откриваат македонскиот духовен талент и гени, туку многу повеќе ни испраќаат непроценлива порака во 21. век, дека генерацијата на Конески и Кепески во минатиот век не краделе јазик во наводници од другите народи, туку македонскиот литературен јазик го создале од јазичното наследство на своите предци. Меѓу изразите ги среќаваме: Господине, брате, да си здрав, остави ни да спиме, ела да јаме и да пиеме, да работиме, имате вино да купиме, од која страна да поидиме, да работиме, имале хљабо да купиме, имате вино да купиме. Многу бре покупување во биле, Да. Од која страна да поидиме во Богаско, такте да стасаме дурвечер. Од кај се овие извадоци? Ова се од тој лексиконот, така? Да, од лексиконот, да. Аха, ова е тоа. Да, еве го, тоа од лева страна е една од тие оригинални страници, а од десно Ова е книгата на Вајан од и 58. да, Джанели. Джанели и Вајан. 58 година, да. Мајку му. И овдека се овие запишани ве... Да. Исто со грчко писмо. И долго време било нејасно што пишува таму, додека овие двајца професори не откриле дека се работи Што го знаеле за... звукот, нели биле во Македонија, Вајан бил во Македонија. 2 години, тоа е Ги слушал зборовите и се ги препознал многу ваму голем период за од пред 400 години, така? еден филолог, еден лингвист. Тоа е фантастичен период за да може да изанализира многу работи во јазикот. Сега овде многу има зборови, те молам зошто? За да допреме до јавноста, Нема сега не проблем. мораш се, ама... Абе сите ќе ги прочиташ. Да, многу интересно, многу интересно. Овие зборови се во овој лексикон, уште еднаш погледнете убаво, на левата страна од екранот е оригинална страница од тој лексикон. Сега овде резолуцијата не е сјајна, но може да видите како изгледа колку скоро 500 години стар ракопис. И во овој ракопис, тој македонски лексикон, како што го нарекле Джанели и Андре Вајан, инаку ракопис број C152 во Ватиканската библиотека, значи може кој сака да оди да го погледне, односно кој може, кој има пристап, напишан на македонски дијалект од Костурско со старогрчко писмо. Чисто е на работа овдека, ако се одиме по оние теории современи на... Нели грците би тврдели дека ние сме грци, бидејќи со грчко писмо е запишано. Така? Да, така. Иако зборовите се, одиме. Што во лексиконот кои зборови ги има? Дел од зборовите кои се запишани во речникот, песните и изразите се: бела, бочки, бога, богородица, борин, брада, бракот, брате, братучет, целвање, чело, черепна, черваја, четврток, чехли, односно чевли, дарви, дедо, ден, дънови, див, дома, душа, душколе, 12, еглење, ела, елен, флорин, втори, вторник, гас, гасник, гибам, глава, година, големи, голоби, господине, градина, јасли, која, кољано, кокошки, кол, кола, кон, конец, коприна, кора, корито, коска, кошница, коза, козишта, крушата, кумови, купиме, лакот, ластовица, легни, лепа, лисица, лопата, ложник, љубам, мачка, маторица, месец, меси, мед, метла, мирисел, мишка, мљако, моја, мола, море, мотика, мраз, мраве, мурсул, мухи, недела, невјаста, нива, нодзија, ногти, нос, ноштви, ножици, одор, овци, оган, око, опашка, опинци, оставини, овамо, ове, совни, овош е паница, паригорје, патот, пчели, педа, пета, пепел, перница, пеши, плуни, промени, рака, фрамо, ранка, расипа, разбој, рјака, односно роди, рожда, ржи, сапи, свјакни, синици, сирени, сјачиво,
сјажен, сјурче, скривом, слама, смокви, снопи, сокол, сол, спиме, серденце, стан, стапалки, стара, старец, стол, страхови, сребра, стребро, среда, стрина, да се судиме, шепа, шестар, штица, што, тако, темјаниц, тест, тешта, тоблица, точило, тресопашка туа, твојто, ухо, украдохе, устата, изда, валевица, вариво, вдовица, вечер, великден, да се везмиме, вила, вино, вишнего, вјадро, вјаси, вјатар, вјажди, властели, волна, внатрија, воденица, водицју, на водици, воври, врага, врани, врапци, врата, врятено, врешта, зајецу, затвори, здрав, зеле, зеро, зоб, зовет, желјазо, жена, жив, жито. Да те прашам, колку зборови овде не ти се познат? Сите грчки овие се изгледа, Бране, а? Или не баш? не ќе да Па не вака така. искрен да бидам, 95% ми се познати, а тие 5% се веројатно некој дијалект кој што не го знам целосно. Да, може би нашите од Костурчани точно. ќе ги препознаат лесно, мислам, Точно. ги разбираат. Ова е запишано во тој ракопис, македонски лексикон, кој скоро 500 години така е. стар, постои во Значи, Ватикан. тоа е жив јазик кој и претходно постоел, за да се запише, тоа е нешто што е наследено. Даде, не го измислиле тоа. Но тоа што треба секому да биде јасно, дека тој јазик кој е дијалект овде, нели? 95%, како што ти кажа, една груба проценка, нели, е дел од денешниот литературен македонски јазик. Тоа е пораката. Да. Че тука да немаме дилеми кога се зборува за македонски јазик, за кој македонски јазик се зборува. Ајде, понатаму да добиеме во време. Во книгата се дадени, во книгата на Вајан и на Џанели, многу стручни објаснувања кои во оваа прилика ги изоставуваме заради нашата намера, мојата и на професорот Светозаревиќ. Оваа јасна македонска маркација на јазикот, според италијанскиот и францускиот професор, да ја поврзиме со објавените книги од тој период и во континуитет до 19 век, во кои се споменува постоење на терминот македонски јазик. Имено, ако ги наведуваме цитатите од безбројните книги во новиот век, во кои се сведочи дека во Македонија се употребувал словенски јазик со писмото на Свети Кирил, или црковно-словенскиот, или илирскиот јазик, според западните извори, ќе ни треба многу време и тоа не е некоја новост. Но она што треба да биде посебен предизвик за македонската наука, секако е фактот што во објавените книги низ Европа експлицитно се споменува дека на овие простори се зборува, цитираме, на македонски јазик. И сметаме дека е потребно ваквите појави да бидат понатаму објаснети од филолозите. Најстариот печатен запис што успеав да го издвојам е од 1539 година. Тоа е тука, со овој македонскиот речник. Барабар истиот период. Да, тој е, да. Кога италијанскиот хуманист, доктор на црковното законодавство и цивилно право, Тезео Амброджио Албонези, ја објавил книгата Вовед во халдејски, сиријски, ерменски и уште 10 јазици. Ова дело има големо значење, бидејќи е првото западно дело за сирискиот и ерменскиот јазик. Во него се додадени и азбуките на коптскиот и етиопскиот јазик, како и коментари на други европски јазици, посебно јазиците на Италија. Во книгата можеби за прв пат се споменува македонскиот јазик како јазик кој го зборувале современиците на авторот од 15-тиот век, припадници на македонскиот народ. Македонскиот јазик во табеларниот именик на јазиците и азбуките е прикажан во групата заедно со мизискиот, бугарскиот, српскиот и рускиот јазик, кои што се пишувале на кирилица. Она што е интересно е што во книгата постои цитат на една молитва која се изговарала од македонците. Тоа е на латински оригиналот и потоа преводот. Идем quoc Macedonес referent Cum. referunt Да. cum aium. Сега, Боге мој, ведни ми вечиu остави ме. Боге, Значи тоа да, Боже, на Боже. латински. А? Да, така Така. на латински, потоа еве го долу, нели, Да. како е фактички преводот на таа реченица, мислам под сликата, Да, Боже, а ете го Боже мој. тука може да видат тие зборови да ги видат. Да, Во Боге, Боже, Боже мој, илустрацијата. виени ми
вечију оставиме. Оставиме. Сега што е под Ова е него? на старословенски, така? Да, тоа е тоа е јазикот македонски. Тука гледаш што вика под сликата што пишува. Тоа е преводот од ова горе. Боже мој, земи ме мене, се оставивме, така? Така. Аха, Значи, добро. ама и ова, истото го пренесуваат и македонците, го велат. Ова идем Идем истото го да, пренесуват. така. Добро. Macedone se referendum cum aiunt. Yes. Yes, Бога ми, да. Алеа јахта ест. Добро, одиме понатаму. Сега, понатаму во истата книга, Ова е делото тоа е насловната страница. Да, на Тезео Амброджио Албонези. Да. И тука е издвоена една страница на која се набројуваат јазиците. Добро. И во насловот на таа страница подолу nomina lingvam alphabetorum de quibus in hoc opere и така натаму. Преводот е имиња на јазици и јазбуки за кои се зборува во овој труд и нивниот број. Значи, имиња на јазици. Разбирам. И јазбуки. Македонскиот. Сега, тука е македонскиот. Бугарски, српски, руски. Така. И руски. Над нив се копски, потоа јакобински, грчки, латински, така натаму. Добро. Можеш да читаш понатаму. Значи, овде за прв пат во истото време е ова со оние зборови од Костурско. Сега што е интересно. Јас почнав во оваа реченица, што е на македонски јазик напишана. Добро. Од Амброджио. Добро. Ги побарав зборовите во македонскиот лексикон. Ајде, врати се горе. Погоре сега. Нема проблем. Оди до песната. Добро. Читај ги зборовите само што се болдирани. Ми везми. Не ми везми. Да. Значи, земиме. Земими. Разбирам се, да. Зашто си А овде во реченицата има везмиме. Една форма, да, везмиме. Значи, ете го истиот збор. Дали ме разбираш? Те разбирам, да. Одиме во зборовите таму, кај што има, прочитај ги зборовите болдирани, што ги читаше сите зборови. Да, Бога моја оставини, везмиме, вишнего. Добро. Сите ги има во оваа реченица. Каде што Амброджио ја состава реченицата за гледај ова. Ова е неверојатно. Вау. Ова, кога го анализирав, си реков, ајде, нели секогаш мораш да предпоставиш нешто, па потоа да го провериш. Да. И за моја голема среќа, да, стварно изгледа дека имаат исти етимолошки, дека се само форми. Тука се, тоа се, ги има Боге мој, нели, везми ми, сите зборови ги има. Остави ме и така, и вечију и така натаму. Чекај, сега да не отидов па премногу долу. Едва чекам сега да дознавам уште. Добро, одиме под оние, тука сме. Да продолжам тука. Да, продолжи. Во книгата издадена од Ватиканската апостолска библиотека на Фра Анджело Рока во 1591, а сега малце подосна, брат. Да, така е, одиме сега хронолошки, да. Меѓу останатото направен е азбучен преглед на илирските, односно словенски јазици. Нели, за оние кои не следеле, нели, честопати словените во некои западни извори се нарекувани... Да, точно, ја открив јас годината од која Ватикан ја менува. До тогаш ги нарекувале словени, словенски јазик, и од која година почнуваат да ги нарекуваат илири. За да ги приближат, нели, кон себе, кон својата сфера на интереси. Направен е азбучен преглед, нели, на илирските, односно словенски јазици, меѓу кои се споменува и Macedonес Mediterraneи. При тоа, во прилог на тоа, авторот дава и богата библиографија која се однесува директно или индиректно на тоа прашање. Сега ова, за да не збунува некога Macedonес Mediterraneи,
може да се толкува како медитеранска Македонија, што не е грешка. Даде, не ги излегуваш. Значи, тоа е најголемиот дел од Македонија граничи со Медитеранот. Но може да значи на латински и внатре средишна Македонија. Значи, јазикот на трешниот јазик, да така нешто. Но во суштина нема друга Македонија овде, така да Македонија. Средно македонски, да речеме така. Така. Меди е средина. Да, Медитера. Да, а тера е земја. Да, средоземја. Така да, добро. Океј. Зашто и кај бугарите има булгари рашчи лап. Да, сега се знае на кој се мисли. Да, се знае, чува значи до ги има списокот, тука да. сите, и српскиот и бугарскиот, да нема никакви Во дилеми. суштина овде кам македонците се, пошто се однесува на Македонец, на македонците, Да. како луѓе кои што го употребуваат словенскиот јазик, така? Па да, Во издание на Апостолската Ватиканска библиотека. Гледаш, горе пишува номина популарум qui illirica longitur Да. lingua. Тоа е фактички Ордени по азбучен ред, имиња на народите, нели? Да. Кои ги го употребуваат илирскиот јазик, Јасно, односно словенскиот. јасно. И ова е другото, значи орден е подредено по азбучен ред. алфабетски ред. По азбучен ред дека се поделени. Добро, одиме понатаму. Добро, да. Германскиот лингвист, лексикограф и историчар Хиеронимус Мегисер во 1603 година, слично на книгата на Амброџио Албонези од 1539, ќе ги потврди различните словенски јазици, цитирајќи дел од една молитва, исто како Албонези со латинско писмо. Во таа книга повторно е запишано како таа молитва се изрекува на македонски, а потоа истата молитва може да се спореди со далматинскиот, односно хрватскиот, словачкиот, полскиот и бохемскиот, односно чешкиот јазик. Одиме на илустрацијата. Ајде. За да нема на дилеми. македонски. Боге мој, вени ми вјечиши оставиме. Аха. Значи, повторно и кон крајот на 16 век се потврдува ова. Ова е молитва, да речеме. Да. И на далматински, и на Така е, далматински, Боже, склавоник. чемуш ми опустил. Да. Боже, муку, Полски, потоа бохемски, тоа е чешки. Јас ги проверив од нашите пријатели од Чешка, да ги поздравиме. Да ги поздравиме, да. И тие потврдија дека и денес на чешки и на полски е исто. Значи нема никакви промени. Браво. Да. Ама и интересно, гледаш како се занимавале луѓето бе со истражување. Така е, нема што. Значи, ние фактички не знаеме колку предците наши знаеле. Тоа е нашиот проблем повеќе, отколку нешто друго. Секое подценување, но во исто време и некако се врзуваме за некои авторитети, кога нешто ќе постават, не сме никој тоа да го Како исклесано да е во камен. долги години, децении па и векови не сме никој да го оспорува. Исклесано во камен, нели? Да, меѓутоа науката не признава такво нешто и гледаме овде дека навистина во Европа во тоа време знаеле доста и за јазиците, не само за народите. Во 1622 година англичанецот Едвард Бреревуд во неговата книга ги споменува македонците дека зборуваат нелитературен словенски јазик, што представува потврда дека никогаш во тие векови македонците јазично не се поистоветувале со грците. Сега на илустрацијата на англиски јазик е. Така што the nations that добро, nations Macedonians. Оди долу, прочитај го она што е суштинско под него. Многу нации и народи кои користат нелитературен словенски јазик, претежно во Европа и се појавуваат и во Азија, живеат во Далмација и Либурнија. Западните македонци, епирците, босанците, србите, русите, бугарите, подоленците, бохемите, пољаците, молдовците, бохемиците, полонците, шлезиците. Значи, повторно македонците се јавуваат тука со својот јазик, Така што е многу важно. Во 1703 година Јохан Микел Ланг и Микел Конрад Лудвиг во нивната книга дисертација Историско-филолошка теолошка го спомнуваат македонскиот јазик како посебен јазик, различен од грчкиот, но сроден со далматинскиот, што повторно укажува дека не се мисли на грчки јазик. Повторно имаме илустрација.
од таа книга и таму се подцртани баш таму важните зборови за ова се научници, македонскиот. мајко му стара Бране, така? Значи, прочитавме италијански, прочитавме германски, еве и британски, за да нема дилеми никакви. Ништо нема мамено. Ништо Така? нема мамено. Одиме Во понатаму. книгата на Ангели Рока, Малата Ватиканска библиотека, издадена во 1719 година, во списоците на народите кои зборуваат словенски јазици, експлицитно се набројуваат македонците. Ваквата категоризација на јазикот на македонците во минатите векови не дозволува манипулација со името, дека всушност се мисли на некој друг јазик, освен овој на кој денес го употребуваат современите македонци. При тоа да нагласиме дека во оваа книга во народите кои зборуваат на словенски јазик покрај македонците се набројани и бугарите и србите. Еве го Ангели црноморестиот Рока. Да. Преводот на книгата на Мауро Орбини во Русија во 1722 година под наслов Царството на словените бил всушност издаден по наредба на рускиот цар Петар Велики, кој сакал преку оваа книга да ја запознае јавноста дека на Балканот живеат словенски народи кои зборуваат јазик близок на рускиот. Првата страница на книгата на Мауро Орбини, на страницата во која се споменува македонијански народ. Нивниот јазик е наречен јазик на македонијаните, што во се бил различен од грчкиот. Таму така потенцира. Мене ми е жал овде, а немам илустрацијата, но во книгата ќе има. Во Сум вториот ја том. испуштил за емисијава Не сакај. Тој факт го потврдува и Не, не, книгата на Джеймс Хоуел од Лондон во 1737 година. Тука повторно се споменуваат бугарите и србите, со што е јасно и недвосмислено македонците се издвојуваат како посебен народ. Можне битно е да нагласиме дека во западната литература не се среќава терминот македонски словени, туку исклучиво македонци. Дури и во руската литература се забележува истата терминологија се до крајот на 18-тиот век. Ова е многу важно. Значи, секаде стои македонци. Македонски словени започнува да се користи тој термин во 19-тиот век за да се потенцира разликата од грците. Инаку, секогаш било само македонци. Но, уште еден многу интересен податок, бидејќи сега има мноштво на документи, никаде македонците за себе не викале обичните зборува македонци. Кога ги прашувале, секогаш веле македонци, а не македонски словени. Разбирам. Македонски словени употребуваат нашите кои одат во Русија за да покажат блискост до Русија и да бараат од нив Због заради интереси интересите и заемни така на крај на натаму. денот. Да, така. Ние помош за Така е. ослободување од Како османиско, сродност и така натаму. А русите па таква пропаганда за да нели си дадат Имено. оправдание за да дејстваат Така на е. теренот. Во 1784 година францускиот барон де Тот, овој сме го Да. читали, ангажиран да работи за Османлиската империја, се сеќава дека македонците кои работеле како платени заштитници на неговите работници на османските фортификацијски објекти, пееле македонски песни за победите на Александар. Антиквизаторишча едни. Не им е срам. Понатаму? 1829 година Трифун Неделјович Давидски, овој беше од Пловдив, Да. до неговото превосходство и светло сијателство, пречесниот и преславниот сеопфатен и семилостив наш Господин, главниот командант на Втората армија. Молба и желба, кога во бурно време пливаат по морето бродовите, господата што се наоѓаат во нив искрено сакаат што поскоро да стигнат во тивкото пристаниште Лиман. Така и ние сега сметаме дека во време на војна господарот и главниот командант и сето воено начелство сакаат што поскоро да заврши таа војна. Затоа имаме чест да го замолиме Вашето Височество, недалеку пред руската армија на Константинополскиот пат, се наоѓа нашата праотеческа земја Македонија. Многу ќе биде полезна на војната таа да ја задоволи со секаквите потреби. Искрено сакаме од вас дозвола да им дадете секретно назнаење да востанат сите македонијанци против непријателот. Прво да и дадат помош и соработка во сегашната кампања, второ, ние сме должни да му услужиме на рускиот престол заради својата татковина, а трето, заради спас на христијанскиот род од непријателските напади. Ете долу како се представил, многу интересно. Јас не можам од тука да прочитам. Значи, кажува дека македонски... обител на македонскиот род. Да. Обител
тоа е, нели, ние во нашиот јазик го употребуваме за овие што се членови на манастирското братство. Да, Овде може да кажеме дека е вели член на македонскиот род. Така е. Во И- Филипополе, односно Да. Филипополис, односно Пловдив. Така е, така. Одиме понатака Тој се обреќа тука до... Нели? до руската армија која веќе стигнала до Дунав. И вика, И тој се аман, заман, надева, помагајте, да. ние сме македонци од Македонија Дај и сакаме Ишарет да го станеме и ние. да. Ова Блаже Ристовски го објави Фантастично. го има пронајдено жилеленина. Трифон Неделович Давидски, нели, напишал песна поврзана со надежите и очекувањата за ослободување на неговата татковина од руската армија, а нејзиниот наслов е Македонска песна. Понатаму, германскиот научник Георг Јохан фон Хан во 1854 ја забележал посебноста на македонскиот јазик во однос на другите словенски јазици и ке запише: современите македонци се антички староседелци на Балканот. Пупу пипер во уста би рекле денешните северџани. Таму тие постоеле како посебна словенска група, како резултат на изолација од другите словенски групи и подолг историски период ги спазиле најархаичните форми на древниот словенски јазик. Во оваа констатација на Хан од пред 180 години ја издвојуваме неговата забелешка од теренот дека македонскиот јазик бил најстар и се разликувал од другите словенски јазици. Од 60-тите години на 19-тиот век имаме нов момент во пишаните извори, кога се користи терминот македонски јазик, а тоа е борбата на македонците за заштита и афирмација на нивниот мајчин јазик под тоа име. Најквалитетните докази за тоа доаѓаат од објавените статии на најголемите негатори на македонците и македонскиот јазик, а тоа се бугарските интелектуалци, уредници на весници и новинари, кои директно биле спроводници на бугарската пропаганда во Македонија. Во 80-тите години на 19-тиот век, нели? Такви пишани потврди доаѓаат и од српските пропагандисти. Во 1867 година Петко Славејков во неговиот весник меѓу првите алармира за обиди за создавање на македонски буквар. Двајца од македонските ученици во нашето народно училиште овде составуваат еден нов буквар на македонското наречие. Тие повикуваат помошта на сотатковинците за негово поскорешно издание. Нервозен бил Славејков тука, бране. Да. Во 1870 година весникот Право пишува: и порано сме слушале од патниците за некои учители по Македонија и за господин Шапкарев, кој се труди да ги убеди нашите македонски браќа како било друго бугарин и бугарски јазик, а друго македонец и македонски јазик. Но не веруваме едно поради тоа што мислевме дека е тоа грчко лукаво средство за разделување на нашата народност. Ова исто Славејков. Ова, да, можно е да е Славејков. Да. Гениални забелешки во наводници. Великобугарските пропагандисти во Македонија и покрај обидите да ја скријат вистината за постоењето македонска самосвест, не успевале докрај да се воздржат, а повесниците да не ги нападнат македонците. Па покрај Славејков и Салганџиев, не откривајќи го идентитетот на солунските македонци, со презир констатира во весникот Век од 1874 година дека господин Еди кој, господин не знам кој и господин познај кој, еднодушни, неразделни со деловодителот на Солунската општина, кои проповедаат дека нивните деца не сакаат да учат на бугарски, туку на македонски јазик, и велат дека не се бугари, туку македонци. Значи, солуњаните им кажале дека Овај демек овде ги вреѓа. Господин Еди кој си, господин не знам тоа кој го си. прави не за друго, туку да не остави во историјата спомен на имињата конкретни кои биле тие што тоа го кажувале. Што го кажувале. Има логика. Кнезот Павел Петрович Вјаземски, одиме се во Русија. Да. Книга од 1877 година, Слово о полку и Горев, смета дека татковината на старословенското наречие е Македонија и се согласува со рускиот славист Добровски, тој јазик да се нарекува македонски. Ете, во илустрацијата во временната Родина реченица тука е таа. старославјанскога нариче ести Македонија, а потому его можно назвати македонскија език. Да.
Как Думал и Добровски. Добровски, да. Овие од 19-тиот век се познати на науката многу добро, меѓутоа правиме еден хронолошки редослед за да се види дека континуитетот на терминот македонски јазик го има и постои. 10 години подосна Джанам, да, 1887 Славјанското благотворително друштво од Санкт Петербург во стручно списание објавува осврт и зазема дециден став за делата на Ѓорѓија Пулевски, за кој смета дека тој успешно го промовира македонскиот јазик како посебен во однос на другите соседни словенски јазици. Таму меѓу другото стои одличен македонски диалектолог, лексикограф Мијак од Деборски галичник, Г.М. Пулевски, компаративни македонски речници кои секому привлекоа вниманието и научниот свет во Русија и Австрија. Македонско-арнаутско-турски речник. Пулевски цело време стоел и се уште стои зад независниот македонски јазик од српскиот и особено од бугарскиот. Независниот македонски јазик. Од српскиот и особено од бугарскиот литературен јазик. Неослободена од поетска дарба неговата голема политичка елегија Самовила македонска која станала популарна не само во Дебар, туку и кај сите мијаци емигранти. Ова е една прекрасна стручна, да речеме, стручен коментар на едно од најпознатите стручни списанија, каде што го признава големото дело на галичанецот Ѓорѓија Пулевски. Од имената му, голем дијак. авторот Анте Сплит во книгата Хрватскиот наслов во нашата книжевност од 1895 година го споменува македонскиот јазик како посебен и различен од грчкиот, српскиот и хрватскиот. Дури во целата хрватска литература што се развивала во Далмација и Дубровник нема ниту трага дека народниот јазик се нарекувал со српско име, кој што јазик бил туѓ за далматинците и дубровчаните, што за нив српскиот е туѓ колку македонскиот или грчкиот. Ете ја илустрацијата. Те е у нив српски редовно што македонски или грчки. Односно ова што сега го кажавме и како изведок од книга. И сега на крајот одиме во Соединетите Американски Но држави. што се случува во Америка? Поголем бран на македонски иселеници во Соединетите Американски држави се забележува во 90-тите години на 19-тиот век и особено во годините по Илинденското востание. Токму во тој период во американските институции се евидентирани преку 14.000 македонци кои зборуваат на македонски 14.000 македонци јасно кажале кон крајот на 19 век дека зборуваат македонски јазик. Македонскиот протестантски свештеник Димитрос Е. Вишинов, родом од Солун, уште од 1891 година низ Америка пропагира за неговата татковина Македонија и го пропагира македонскиот јазик, пеејќи македонски песни. Така во Илиној, Вишанов, кој посетувал училишта во оваа земја повеќе од 6 години, очекува да се врати како мисионер во Македонија, ќе одржи предавања за неговата родна земја во конгрегацијската црква. Во вторник 25 август нема да се наплаќа влезница. По неговото предавање ќе се земе збор. Јавноста е срдечно поканета да присуствува на предавањето. Господинот Вишанов, кој ќе се појави во благородничка носија, ќе пее и на македонски и на бугарски јазик. Ова е покана за една негова беседа. Така? Да. Следната 1892 година под наслов Македонец во методистичката црква. Еден вестник јавува за беседата на македонецот Димитри Вишанов, кој бил најавен како атракција со оглед на тоа дека пеел две од неговите омилени химни на македонски јазик и исто така ја превел "Поблиску мој Боже до тебе" на бугарски јазик. Значи ја превел. Ја превел, да. Ја превел. Ако тоа кажува се. Нели? Во 1893 година истиот ќе има таков настав во Њу Џерзи, каде што тамошниот вестник вели господинот Вишанов, кој ќе се појави во благородничка носија, ќе пее и на македонски и на бугарски јазик. Како протестантски свештеник и истакнат бранител на македонскиот идентитет, Вишанов одржал 275 беседи со религиозни содржини, но одржувал беседи за неговата татковина, народ, јазик и носи во 100 различни градови во Америка. Во голем број објави во весниците што тој сам ги напишал, зборуваат само за Македонија, македонски јазик и македонски традиции и носи. Еве овде една од тие факсимили од вестниците, Вишанов, од илјадници вестници, да речеме Who will стотици appear in паре. nobleman's oriental costume will also sing
in the Macedonian and Bulgarian languages. Кратки вести и така натаму. Самиот факт што весникот јавува дека песната е преведена од македонски на бугарски јазик, а истото свештеникот Вишанов го сторил во стотина градови низ Америка, укажува на распространетоста на македонците во оваа држава и можеме слободно свештеникот Вишанов да го сметаме за еден од најголемите пропагатори на македонскиот јазик и посебноста на македонскиот народ во Америка кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во 1899 година Американскиот завод за доселеници води педантна евиденција, па на табеларниот приказ објавил извештај до емигрантската комисија, составена од 3 сенатори, 3 члена на представничкиот дом и 3 члена на избраниот председателот Рузвелт. Значи врв. Да. Во тој извештај, според анкетираните доселеници во Америка, направена е евиденција на јазиците кои се зборуваат во одредени држави од кои доаѓаат емигрантите. Така, според овој извештај, во Бугарија се зборувало на бугарски и македонски јазик, во Грција на грчки и македонски јазик, а во Турција на повеќе јазици, меѓу кои македонски. Се сеќаваш на табелата, ја прикажавме и ги читавме. Да, точно така. Тоа е за вечерва. Види, имајќи предвид дека доаѓа 24 мај и повторно, нели, кај комшиите наши ќе има разни прослави, тие се обидува, не знам до кај дојде таа работа, да си го прекрстат празникот во денот на бугарска писменост, бидејќи, нели, ја знаеме нивната теза, се што е словенско во суштина било бугарско, словените биле бугари, словенскиот јазик бил Иако Кирил и Методи не стапнале тамо, иако глаголицата која ја создале според Ѓорѓи Танасов нема ниту еден оставен споменик на глаголицата во Бугарија. Дури се обидувале, како што вели тој, да пронаоѓаат некои фосилни остатоци од црви кои сакале да ги прикажат или некои гмизавци како дека се некаква глаголица, но глаголицата била присутна секаде каде што се движеле Кирил и Методи. Значи, од Македонија ја има, се среќава до Чешка, а во Бугарија не. И затоа е многу чудно да се слави, нели, старобугарски јазик, тие го нарекуваат старословенскиот, зашто реагираа и Чешка и Словачка. И во суштина во сите овие документи што ги цитиравме вечерва, како посебни јазици се наведени. Да. Прво, никаде не стои дека словенските јазици се бугарски, може да има и лирски да бидат наречени, сме објасниле зошто или некако поинаку, но не дека е тоа група на бугарски јазици. Ова чисто, не дека, нели, досадно е да се занимаваме со ступидните тези, но имајќи предвид дека, нели, повторно ќе бидат тие присутни некако во политичкиот живот, добро е кога еве на јавноста и представуваме дел по дел. Знам и следниот пат што подготвува, што е многу интересно и на некој начин, да, односно директно поврзано со македонскиот јазик, да, со новитети. Ќе го разгледуваме меѓу останатото, еве ексклузивно, за следната емисија и прашањето дали историската ВМРО е поврзана со иницијативи за формирање на литературен македонски јазик и граматика, односно нејзини видни личности војводи. Знаеш, најдобро е кога на крај на некоја епизода се оставя интрига за следната и нема подобар начин да ја завршиме да го завршиме вечерашниот мастерклас, освен ова што го кажа сега, едве чекам да се видиме следниот пат, Бране. Ти благодарам за се вечерва. Фала, да си жив. Ви благодарам и што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте и во овој мастерклас на мојот омилен профа, доктор Бране Светозаревиќ, и сето она што имаше да ни го каже на вечерашната тема. Ние се гледаме повторно утре по 22:30. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо. Главата горе.